Телесните инвалиди во општеството, освен со дискриминацијата за наоѓање работа и вработување, се соочуваат со низа проблеми кои што не можат да ги решат и кои што им го оневозможуваат нормалното функционирање во средината во која што се наоѓаат. Имено телесните инвалиди, за да го остварат правото на добивање туѓа нега или постојана парична помош, секоја година се подложни на комисија да се утврди дали се инвалиди или не. Одговорните од Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност откочани велат дека тоа е постојан стрес за таквите луѓе, бидејќи е дополнителна обврска и бараат од одговорните на централно ниво да им се олесни и така тешкиот живот на ваквите луѓе. Начинот како побрзо и поедноставно нашите членови да ги остварат своите права во смисла на добивање на туѓа нега, добивање на постојана парична помош, добивање на мобилност. Сега во овој момент тоа е многу комплицирано. Нашите членови секоја година се подложни поново на комисија. Пример. Човек со ампутирана рака или нога секоја година треба да докажува дека нема одредени екстремитет. Тоа треба да биде еднаш за секогаш. Таа е диагнозата и го следува. Инаку, според резултатите што ги постигнуваат кочанските телесни инвалиди, се едни од најдобрите во државата, со први места во повеќе дисциплини. Затоа бараат помош и финансиска подршка од новата локална власт. Мобилност Кочани е во рамките, во споредба со другите здруженија во Македонија, спрема успесите и резултатите што ги поставува на државно ниво е најуспешно здружение. Значи, имаме Лилијана Мицовска е прва во атлетика, пинг-понг, стрелање, потоа, значи, во спортските дисциплини Мобилност Кочани постигнува најдобар резултат. Во шах исто имаме второ, трето, четврто, прво место. Во табла, последниот турнир, Јаки Менастасов беше втор на републичкиот надпревар во табла. Секогаш Мобилност Кочани се јавува како организатор на трибини на најосетливи теми во минатото, па еве и сега во иднина. Финансиски е подкрепено од Мобилност Македонија, меѓутоа тие средства се малку за толку голем број на луѓе и се надам дека и фирмите и новите градоначалници ќе излезат во пресрет на Мобилност Кочани да покријат дел од трошоците за средбата. Освен со оваа обврска за влечење по комисии и докажување на инвалидитетот, телесните инвалиди имаат потешкоти и околу начинот до доаѓање до потребните ортопедски помагала, како и најголемиот проблем вработувањето, при што одредени фирми знаат и да ги искористат. Инаку, Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност од Кочани брои околу 350 членови, но оваа бројка не е дефинитивна, бидејќи многу луѓе со телесен инвалидитет не сакаат да членуваат во Сдруженијето и не сакаат јавно да се експонираат.